Сегашниот QX60 е популарен кај семејствата и познат по тоа што нуди просторна кабина и удобно седење на 3 реда седишта. Пропорциите на засега студијата Монограф ја илустрираат намерата на Infiniti да ги задржи овие атрибути, додека го трансформира моделот со повеќе аеродинамична, мускулеста силуета. Гледана од страна, Монограф ја покажува својата моќна хоризонтална хауба, мускулести браници и долгото меѓуоскино растојание. Во комбинација со нежно обликуваните површини, резултатот е долг, убедлив, софистициран профил. Високата линија на рамото го крева својот визуелен центар на гравитацијата. Покривот се влева во суптилно интегрираниот спойлер на задниот дел за дополнително подобрување на аеродинамичниот изглед на каросеријата. Секоја од овие мерки создава силен, стабилен став на Монограф QX60. Силно рефлектирачката природа ги имитира квалитетите на течниот метал, дозволувајќи им на површината на телото да ги фати сенките и светлата на околината во која се покажува, создавајќи чувство на динамика. Црниот покрив создава силен контраст со богата боја на каросеријата за драматична визуелна појава. Столбовите, покривот, предното страничното и задното стакло непречено се поврзуваат давајќи панорамско чувство на кабината и промовирајќи чувство на отвореност. Тенки линиски покривни шини овозможуваат практична спротивност на елегантните и спортски пропорции. QX60 Монограф го отелотворува јапонскиот концепт на ма, чувство на минимализам каде дизајнерите бараат хармонија додавајќи ја точната количина на елементи со многу специфично значење за да создадат нешто посебно. Сложените набори на традиционалното јапонско оригами беа инспирација за внатрешната дводимензионална површина, што проектира чувство на тридимензионална длабочина. Истата шема на решетката е ехо во страничните доводи на воздух во долгите агли на браникот. Широката патека и острите линии во каросеријата се комбинираат за да дадат чувство на стабилност и софистициран визуелен впечаток. За сега само студија Infiniti QX60 Монограф би требало да стане комерцијален модел во текот на 2021 година. Дали походот на луксузниот бренд на Nissan ќе почне од Азија или од Америка, се уште не е дефинирано, како и моторизацијата за која мудро се молчи.